Функцијата председател во Македонија е највисоката функција и носи со себе многу одговорности. Председателот е и врховен командант на армијата на Република Македонија, бедемот на нашата безбедност. Како врховен командант за изминатиот период, како ретко кој друг председател до сега, Ѓорѓе Иванов покажа што значи да се грижиш за армијата. Беше еден од ретките председатели кои се осмели да ги посети своите војници на најопасната точка на планетата во тој момент, во Авганистан. Беше покрај нив, им даде поддршка, нешто што значеше многу за нашите луѓе таму. Тука ја покажа и димензијата како човек, но и димензијата како председател. Председателот Иванов исто така заседава и со Советот за национална безбедност. Некои од опозицијата знае да искритикуваат дека требало да го свикува Советот за безбедност многу почесто и дека Советот за безбедност не си ја вршил таа функција. Напротив, фактот дека председателот Иванов знаел како да управува со кризни состојби, а ги имавме за време на неговиот мандат, без притоа топката да се дига на високо ниво, да се создава впечаток дека во државата постои криза, но повторно со сите релевантни луѓе, кои што е потребно за да се најде решение да се сретне, без формално да се свикува Советот за безбедност, покажува што значи да се има мудар пристап. Тоа е одлика на човек со високи квалитети. Човек кој не сака да прави себе промоција, туку сака да го реши проблемот. Сака да го реши проблемот во позадина тивко, бидејќи тоа е најдобриот начин како да и се помогне на државата. Значи, во таа функција, на тој начин се покажува што е разликата во пристапот. Исто така, ако го погледнете Уставот, или некои исто новинари мене ме прашувале, викаат, зашто ти збориш за председателот Иванов, бидејќи тој нема многу надлежности во економијата. Повторно комплетно погрешна теза. Прво, председателот Иванов, согласно ингеренциите со Уставот, е човекот кој го предлага гувернерот на Народната банка на Република Македонија. Една од најодговорните, можеби најодговорната функција за задржување на макроекономската стабилност во државата. За време на својот мандат Иванов го именуваше, го предложи, парламентот го одобри, нашиот нов гувернер, господинот Димитар Богов. За разлика од претходните председатели, кои што именувале луѓе да ја водат Народната банка на Република Македонија како политички фигури, со секоја почит кон нив како личности, господинот Иванов покажа доблест, не подлегна под политички притисоци, иако верувам дека ги имал, туку го одбра веројатно најдобриот професионалец што во овој момент можеше да извршува таа функција. Го познавам лично господинот Богов, имам супер високо мислење за него, тој покажа во изминатиот период дека на извонреден начин ја води Народната банка на Република Македонија, со што помогна во делот на економијата да се задржи и стабилноста и да се создадат услови за зголемено кредитирање, за влез на странски инвестиции. Сите меѓународни финансиски институции ја имаат пофалено Македонија, дека на полето на макроекономијата бележи извонредни резултати. Но тоа доаѓа благодарение на луѓето што го водат тој дел, а токму клучната фигура ја има именувано председателот Иванов. Значи имал доблест да одбере човек кој е најдобар за таа функција, најдобар за Македонија. Не водејќи се од партиски, не водејќи се од лични, не водејќи се од никакви други интереси, освен од интересот на народот. Кога се говори за функцијата председател, убаво е човек да направи споредба кој се бил председател и како се однесувал во Република Македонија. И тука да види на која група припаѓа господинот Иванов.
Македонија имаше првиот председател што го имаше, беше Никола Карев, председателот на Крушевската република, човекот кој го даде својот живот за Македонија. Македонија го имаше и Методи Андонов Ченто. Човекот кој долги години лежеше затвор токму за Македонија и на крај со нарушено здравје повторно плати со животот за тоа. Го имавме за председател и Борис Трајковски. Човек кој во даден момент, кога Македонија беше во многу тешка состојба, во момент кога немаше поддршка за своите политики, речиси од никого во државата, имаше доблест и најде решение како да се зачува интегритетот на Македонија. На времето можеби му забележуваа, но историски се покажа дека неговите чекори, неговите размислувања биле вистински. Човек кој на крај, вршејќи функцијата председател, повторно, слично како и другиве двајца што ги спомнав, го даде животот за Македонија. Имаме и председатели, нема да ги именувам по име, кои што на народот му сугерира и му предложија промена на името на државата, кој што требаше да трае 2 месеци, за жал, еве трае речиси 20 години. Имавме председатели кои што и направија на Македонија територијална поделба на начин што неповратно ја смени сликата за Македонија. Добро ги знаете кои се тие. И денес го имаме Ѓорги Иванов. Човек кој со своите постапки, со своето однесување, јасно покажа дека припаѓа на првата група на луѓе што вистински се грижат за Македонија, на луѓе што не направиле стратешки ни една грешка, човек кој што стои цврсто на позициите за одбрана на името. Тоа е Иванов и затоа он ќе припаѓа на групата на великани председатели на Македонија.